Поштовани, добре дојдовте на денешната трибина на тема Постои ли стратегија за борба против ракот на грлото на матката? Тема која ќе го заокружи месецот февруари, месец на борба против ракот. Важноста на оваа тема е од аспект на превенција и рана детекција на малигни заболувања, со што би се намалил бројот на новозаболени жени од овој вид на карцином. Оваа трибина е прва од многуте трибини кои ќе се организираат еднаш месечно од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во Советот на град Скопје. На овие трибини ќе се обработуваат теми кои не се само од локален карактер, теми кои се актуелни и кои се интересни за граѓаните. Говорници ќе бидат експерти, луѓе од различни области со свој придонес во истите. Наши денешни говорници ќе бидат доцент доктор Игор Алуловски, асистент доктор Весна Чибишева Чаловска, Биба Додева, председателка на Сдруженијето за борба против рак, борка за секој нов ден. И доктор Жаклина Шопова, инфектолог, советник и председател на Комисијата за социјална и здравствена заштита и заштита на децата во Совет на град Скопје. Добро вечер. Добро вечер на сите. Доктор Чибишева, што представува ракот на грлото на матката во современото општество и како до поефикасна превенција? Се извинувам. Добро вечер на сите. Најпрво ви благодарам за поканата и ја поздравувам оваа одлука да се одржуваат вакви средби на кои што ќе говориме за актуелни теми, особено ја поздравувам денешната тема која што оди во насока на промоција на здравјето на жената. Ракот на грлото на матката инаку представува сериозен здравствен предизвик и денеска, сериозна опасност за здравјето и животот на жените, па дури во високо развиените земји. Во текот на 2019 година, Светската здравствена организација меѓу многу бројните цели кои што ги постави за достигнување во иднина беше и целта за комплетна ерадикација на ракот на грлото на матката до 2030 година. Гледајќи од денешен аспект, ова е малку недостижна цел, затоа што се уште се бориме со висока инциденца на оваа болест, висок број на смртни случаи и ракот на грлото на матката е се уште меѓу првите 5 причинители на смртни исходи кај женската популација. Се претпоставува за жал дека на глобално ниво на секои 3 минути умира по една жена како резултат на компликација од ракот на грлото на матката. На некој начин ова е недозволиво за современата медицина, затоа што ракот на грлото на матката е една од најпревентибилните болести. Заради тоа мора да работиме на промоција, на изнаоѓање на стратегија и нејзина брза имплементација за масовен скрининг на женската популација, зашто е можно поголемо намалување на бројот на новите случаи на цервикален карцином, а особено на смртните исходи. Она што е многу важно е дека најголем процент од смртните исходи се детектираат во неразвиените земји, но и во руралните средини на развиените земји. Значи, меѓу жените кои што имаат понизок социоекономски статус, пониско ниво на едукација и за жал жените кои што се уште имаат многу ограничена пристапност до програмите за превентивна здравствена заштита. Малку е неблагодарно во овие последни 2 години во кои што COVID-19 пандемијата направи многу промени во организација на здравствените системи да зборуваме за превентивната медицина, заради тоа што голем дел од превентивните прегледи кои што не се дефинирани како итни, односно се дефинирани како елективни здравствени услуги, беа комплетно стопирани, па многу голем дел од жените нема никаква достапност до овој тип на превентивни прегледи. Заради тоа и покрај тоа што сме реорганизирани, покрај тоа што се уште се соочуваме со голем број на случаи со COVID-19, не смееме да застанеме, не смееме да се откажеме и мора да продолжиме понатака да што е можно поголем дел од жените во Република Македонија бидат покриени со овој масовен скрининг, да ги откриеме и навреме да ги третираме овие преканцерозни лезии, со тоа на некој начин да придонесеме до што е можно помал број на смртни исходи од оваа реално превентибилна болест. За да не влијаме на епидемиолошката ситуација, за да не го зголемуваме бројот на нови случаи, треба да мапираме здравствени институции кои што можат ова да го прават, односно здравствени институции кои што безбедно ќе ги спроведуваат прегледите, меѓутоа ќе ги опфатат на вистина ранливите групи.
Современите здруженија кои што се занимаваат со превентивна гинекологија, веќе во последните неколку месеци имаат издадено програми, односно сценарија, стратегии како овие последни 2 години кои што на некој начин ги изгубивме за некои групи на жени, да ги надокнадиме, а тоа се однесува на поставување на приоритети, поделба на жените во групи и на што е можно побрз временски рок да ги покриеме жените кои што изгубиле драгоцено време. Значи, имплементација на стратегијата и масовен скрининг со покривање на голем дел од женската популација. Доктор Алуловски, дали постои стратегија за борба против ракот на грлото на матката? Добро вечер. Значи, на сите. Те се некако надоврзам на тоа што го кажа доктор Чебишева, во поглед, нали, генерално она што представува светска, нали, тенденција. Онаа стратегија што ја спомна дека од страна на Светската здравствена организација, да, апсолутно, таа од 2018-19 до 2020 година се дефинира практично на таа асамблеја на Светска здравствена организација конкретни чекори што се насочени кон практично сите светски лидери, условно, сите влади во светот, да се преземат одредени активности секоја држава според своите можности и организации, значи да оди во правец на спроведување на такечена таа стратегија што ја спомнавме, 90-70-90, едноставно кажано, што би значило овие бројки, тоа меѓу другото важи и за нашата држава. Значи 90, значи првата 90 би значила 90% опфатност со вакцинација за ХПВ. Значи тоа е исклучително, тоа е првата борбена линија. Значи, пошто сме дали сега во ек на вакцинација за една друга болест, ова апсолутно важи практично и за конкретно вакцинација против така наречена ХПВ вакцина. Тоа 70 подразбира 70 минимум 70% опфатност со скрининг. Значи втората борбена линија, скрининг практично на пациентките, она што како што, нали, рече претходно доктор Чебишева, заостанува. Тие меѓу другото скринингот на цервикалниот карцином е една од тие превентивните цели кои што меѓу другото се спроведува и кај нас преку тие превентивни програми, но за жал меѓу другото посебно постои каскање, односно заостанување во последниве посебно 2 години на светско ниво апсолутно во опфатноста, намалување на процентот на опфатени пациентки со скрининг програмите генерално за сите типови на карциноми, вклучително карцином на дојка, колоректален карцином, па меѓу другото и за цервикалниот карцином, зашто меѓу другото и кај нас според податоците кои што се официјални практично објавени конкретно за 2020 година, намалување на опфатноста и со предвидените бројки конкретно кај нас. Тоа се официјални податоци објавени од страна Институт за јавно здравје кој што ги прибира практично бројките од сите центри на јавно здравје низ државата за бројот на намалување конкретно на предвидените ПАП тестови, пошто во нашата држава превентивната програма подразбира спроведување на скрининг за цервикален карцином ПАП базиран, цитолошки базиран. Тоа е основата. Значи, ако биле предвидени за 2020 година околу 20.000 пациентки да бидат опфатени со скринингот за цервикален карцином, практично писма испратени, тоа е начинот на кој што се уште се работиме на тоа да се смени. За покана практично бил едва и мислам околу дали 12.000 само пратени писма, а на тоа 11.000 стигнале до пациентките писма, а од таа бројка се пријавиле, не знам дали е 10.000 пациенти, ни половина од бројката предвидена за таа година. Една од причините кои што се наведува меѓу другото во извештајот на Институт за јавно здравје е апсолутно ковид кризата. Значи стравот кај пациентите да дојдат, од друга страна веројатно и улогата на матричните гинеколози, генерално пренасочувањето на целокупниот здравствен систем во правец на борба со пандемијата. И тоа не е само, ова се конкретно бројки кај нас. Тие бројки се и во светски рамки присутни, како што беше претходно споменато, и сега тоа е таа тенденција и борба да се некако вратиме назад на тој колосек. Она другата 90-ка, последната која што беше, нали, спомнато, се однесува на третманот, односно да 90% од детектираните преканцерозни лезии бидат санирани и третирани, односно 90% третман на пациентки со докажан инвазивен цервикален карцином. Оваа стратегија, предложена од страна на Светската здравствена организација, е всушност стратегија насочена за сите. И тенденцијата е таа, меѓу другото, е и нашата држава, че Македонија, да се приклучи во таа постигнувањето на тие цели. Да, борбата е тешка, апсолутно, пошто бара многу вложување. Мора да разбереме дека сето тоа кошта многу. Значи, финансиското оптеретување е многу големо при тоа. Затоа што и она што е, пошто ме спомнавте, дали имаме стратегија. Да,
Еве јас од позиција на председател на таа национална комисија, на кој што пред 2 години се формираше, пазите, не постоеше комисија, немаше. Пред 2 години е формирана, меѓутоа за жал се деси ова пандемија и не можевме многу да се нешто направат некакви промени, измени во таа превентивна програма која што постои со години, да. Кај нас постои превентивна програма, постои тенденција да се спроведува скрининг. Јас лично и веројатно во дискусии со колегите генерално на тоа поле, не сум задоволен со таа бројка која што би требало да биде. Ова бројка што ја спомнам 20 до 25.000 што се предвидуваат пациентки да бидат скринирани е малку. Треба да биде 250.000. Меѓутоа, за тоа се потребни финансии, односно алоцирање на пари од страна на државата, да се предвидат средства, затоа што превенцијата е основна. Подобро да се спречи, отколку да се лечи. Затоа што кога цервикалниот карцином, знаете, трагично е, жалосно е, буквално, со еден преглед ние може да спасиме живот. Еден обичен пап тест. Не е тоа некоја голема филозофија и затоа мислам цело време алудирање, тој го јануари месец спомена, тој беше месец практично за борба за покривање на свеста, скревање на свеста за борба со цервикален карцином. Затоа беа организирани меѓу другото и настапи телевизии, така со цел да се дојде до пациентите, да се алудира на тоа, да се влие на нивната свест дека треба додатна преглед. Апсолутно да, стратегија постои, секако дека секогаш може да биде подобро, секогаш дека треба да се направи подобро. Еве се работи да се смени начинот на кој што пациентките треба да се пријавуваат за скрининг. Се надевам дека во текот на март месец тоа ќе биде промовирано. Сакам да кажам дека се апсолутно треба да се работи. Меѓутоа пак кажувам, главно е меѓу другото во спроведувањето на сите тие практично државни стратегии, е главно улогата на Министерството на здравство преку алоцирање на средства, финанси и така натака, за да се подобрат тие превентивни програми. Тоа важи за сите, не само за цервикалниот карцином генерално. Така да. Ти благодарам. Бива ваше видување од аспект на здружение и искуствата од терен? Ја пред себе сакала да ви се заблагодарам и на вас на поканата, на иницијативата. Како што спомна и докторите, ова е навистина многу важно. Ваквите, еве и токму сега и го спомна доцент Луловски, ваквите едукации се многу важни за поддигање на јавната свест и за информирање на жените, односно не дека некоја жена не знае дека треба да иде на гинеколошки преглед, туку за подсетување, бидејќи ние како нација сме некако и како мајки многу повеќе посветени се друго да ни биде средено, отколку да отидеме, нели, да закажеме некој преглед. Разликата кај овој вид карцином, за разлика од сите видови карциноми, бидејќи знаете дека Сдруженијето Борка за секој нов ден се бави со сите видови карциноми, хематолошки, онколошки, детски, машки, женски, нели? И тука ние почнавме уште од 2009 година нашата борба со ракот на грлото на матката. Најголемата иронија е што овој рак, како што кажа, може да биде превениран. Еден од ретките ракови кој што не само што може да се открие во ран стадиум, туку може да се превенира во предракова состојба. Тоа и професорите ќе го кажат, нели, сега во текот на предавањето. И штета е, имајки ги условите, имајки ги начин на детекција, имаме гинеколошки прегледи, имаме можност за пап тест, за типизација, за ХПВ, типизација, значи жените, ние како жени, да не го искористиме тоа право. Она кое што се случуваше последните години, никој, ниту ние во Македонија, ниту пак некој во светски рамки можеше да го предвиди. Пандемијата со COVID зазема едно сосема примат, значи во целиот здравствен систем, оние што беа малку појаки и финансиски и подобро организирани, да кажеме, на некаков начин, некако побрзо застанаа на нозе, доколку ние, еве се уште, се бориме со одложување на скрининг програмите, со можност тоа да се почне, значи затоа што ние, како и што спомна докторите, ние веќе имаме скрининг програмата имплементирано за превенција од ракот на грло на матка во 2012 година. Борка беше дел од тоа, значи бисер на мудроста, целата таа иницијатива заедно со ЕУ, заедно со голем број на организации и на национално и на европско ниво. Меѓутоа, нели, постепено додека се едуцираат жените, додека едноставно се стави во ред таа програма, некаде до 48% беше според Институтот за јавно здравство, знам дека до 2019 година,
за покриеноста. Значи што е секако мала, кажа и професорот дека 70% е минимално нешто кое што би требало да биде оптимум некаков, за да кажеме дека имаме добра скрининг организација. Ова е секако организиран скрининг, а од друга страна пак се соочуваме со недоволна, значи ние кога почнавме, јас и мојата ќерка ја вакцинирав, овој што го кажа, во основа, во борбата против овој вид на карцином е вакцинирање, односно имунизација на девојчињата, па и момчињата, еве Америка и момчињата и другите европски, секаде Европа, значи ги вакцинира и момчињата и девојчињата од 9, односно од 12 сега е нели годишна возраст, па натака. Значи тоа треба максимално да се искористи. Проблемот од друга страна за вакцината пак се појави што имавме 4-валентна вакцина, значи јас ги кажувам работите кои што ние нели се соочуваме директно од страна на пациентите, сега е ова. Сега беше, значи повторно, после тоа беше набавена една 2-валентна, што апсолутно значи падна како квалитет, а од друга страна веќе имаме и постои 9-валентна вакцина, која што навистина дава одличен резултат, која што е безбедна и која што треба, сметам дека да ја имаме и ние и да почне таа имунизација, затоа што со таа имунизација голем број може да се превенираат предракови состојби кои што се предизвикани од ХПВ како вирус. Дали е задолжителна вакцинацијата на девојчињата во Македонија? Да. Значи, веднаш ке се надоврзам до тоа, значи, знаете како, се доаѓаме во една малце чудна ситуација. Македонија, ако не апсолутно, меѓу првите, значи во екс-ју просторите, да речем, ако не на Балканот, мислам, ја воведе ХПВ вакцинацијата како обавезна. Меѓу првите. Дури не знам ни во другите дали, да, точно, дали уште, дали во другиве земји, дали е воведена се уште. Не. Значи е воведена како во календарот за вакцинација. Меѓутоа, за жал, работите на терен се малку поинаки. Се од една страна се воведа како редовна вакцинација, меѓутоа одма имаше навистина голем отпор од страна на родителите. И се уште е оставено на тоа дека родителите одлучуваат дали не или не ќе ги вакцинираат децата. Што не е во ред. Сега околу самите вакцини, значи како да ви кажам, значи не знам више мислам 20 годишно искуство има со вакцината со ХПВ. Еве сега мислам дека на 4 март е пета поред година кој што ќе се одбележува свесноста за ХПВ и ХПВ вакцинацијата. International Papilloma Virus Society, меѓународна организација што се генерално занимава со таа проблематика, ХПВ вирусот, практично пета година поред повикува повторно 4 март, дали еве сега за некој ден, е меѓународен ден за борба со ХПВ вирусот. Податоците, резултатите се стварно фантастични. Само ќе земам како пример еве она што го спомена доктор Чибишеван 2030 година да биде практично година за ерадикација на цервикален карцином. Кога ќе се каже ерадикација, не подразбира дека нема нула цервикален карцином, меѓутоа подразбира инциденца од 4 пациентки на 100.000. Разбирате, тоа е целта. Австралија конкретно уште пред 2 години 3 објави дека они се веќе на чекор тоа да го постигнат. Ерадикација на цервикален карцином до 2028, мислам ако не грешам, да имаат они таа бројка да постигнат 4 на 100.000. Ја постигнале благодарение тоа што имаат преку 80-90% опфатност со вакцините со ХПВ и организиран скрининг, кој што сега они го поместуваат и тоа е исто така уште една тенденција светска да од ПАП базиран скрининг се премости на ХПВ базиран скрининг. Еве и тоа се пробува од држава да се направи. Пилот проект има и во гинеколошката клиника. Се спроведува такво нешто, 1000 нешто пациентки. Јас презентирав на меѓународен конгрес во Бања Лука тако нешто, нашите резултати. Значи, она што сме го постигнале ние со нешто работење, почетно. Сакам да кажам дека мора тие тенденции тредови да се водат, посебно со ХПВ вакцинава. Да се зголеми свеста, значи опасноста не е мала, за жал. Треба да се, апсолутно, мал е процентот. Да се работи да се донесе 9-валентната вакцина. Апсолутно. Фантастични се, ако земите да ги читате податоците резултати на светско ниво, развиени во европски земји, Соединените американски држави, значи падот на процентот на инциденцата на ХПВ базирани болести, не треба да забораваме, цервикалниот карцином е еден, меѓутоа не се само тоа. Орофарингелните карциноми, например. Не знам, карциноми на анус и така натака, значи не е само цервикалниот, доминантно е цервикалниот, меѓутоа и другиве се присутни и бројките се големи,
Меѓутоа со помош на ХПВ вакцинацијата, значи апсолутно паѓа драматично. Дури може да забележите според тие студии големи на месечно ниво како им се намалува инциденцата на ХПВ инфекции кај групата вакцинирани. Сега треба години или декади за да се забележи пат на инциденцата на цервикалните карциноми преканцерозите. Сега да кажам, мислам тоа е треба се работи на тоа апсолутно. Така, благодарам. Доктор Шупова, дали ковид кризата има влијание кај останатите болести, во конкретниот случај карциномот на грлото на матката? Па од предходните дискусии на колегите може да заклучиме дека ковидот и како влијае не само на карциномот на матката, него влијае и на сите останати болести, да не речам и оние акутни и оние други хронични. Значи, секогаш кога постои актуализација на одредена болест, а во конкретниот случај тоа е COVID-19, кој изминативе 2 години, не само во нашата држава, него генерално во светот, е болест број 1, ставена, неминовно е онаму каде што рековте дека државите кои што имаат недобро организиран здравствен систем, останатите пациенти за сметка на ковид пациентите секогаш страдаат. Што тоа значи? Тоа значи дека, за жал морам да кажам, сегашната власт со самиот почеток на ковид кризата не успеа добро да се справи, заради тоа што иницијално, на самиот почеток, не беа достапни до народот бесплатни тестови за диагноза. Секогаш во инфективните болести многу битен фактор, а и кај сите останати болести, нели е рано диагностицирање, превенирање и лекување. Сега, ако не можете да го диагностицирате, пациентот нормално е дека го губи своето време и завршува таму каде што не треба, односно завршува во терминална фаза од болеста, со потешка клиничка слика се хоспитализира и резултатите се видливи и уочливи за сите нас, нели со огромен број на смртни случаи. Од друга страна, не постои стратегија во државата за една заразна болест која има епидемски, односно пандемски карактер, за да може здравствениот систем да се справи со една таква болест. Самата држава направи уште еден пропуст иницијално на почетокот, кога не успеа да снабди доволен број на вакцини, за да може да ја превенираме болеста. И таа вакцинална кампања која требаше да оди на почетокот и кога требаше на народот да му се објасни дека секоја вакцина има за задача да ја превенира или да ја ублажи клиничката слика на болеста, нормално дека немате вакцини, не му објаснувате на народот што значи вакцинацијата. Народот не дека не сакал да се вакцинира, народот сакаше да се вакцинира, меѓутоа одеше во соседните држави и се вакцинираше. И после веќе кога дојдоа вакцините и кога нели требаше да се вакцинира, кај нас болеста беше во 3, 4, да не речам и 5 бран, така да луѓето едноставно нема доверба во здравствените власти. Нешто што е многу битно, што кажа и колегите, вие морате да имате мапирање на здравствените установи на ниво на држава. Што тоа значи? Тоа значи дека секогаш мора да знаете со колкав број на здравствени работници активни имате можност да работите, колкав број на пасивни здравствени работници можете да ги инволвирате во процесот на лекувањето на оваа болест, колку здравствени установи во државата се на број и каква све апаратура имаат мимо здравствени работници. За цело време овие власти велат се обезбедува и преку ноќ се трансферираат одредени здравствени установи во ковид центри за сметка на тоа пациентите кои имаат проблеми од друга патологија, затоа што тие здравствени установи станале ковид центри, а ваму не сте им овозможиле да отиднат на преглед за својот проблем што го имаат, народот беше доведен во ситуација првен приватно да се тестира, второ за секоја своја проблематика мораше да се јавува во здравствени установи баш заради тоа што не знаеше каде да оди во јавниот здравствен сектор, за кој што, извинете, ама му следува право, има право бесплатно да се лекува, со одредена партиципација на сите нас, нели,
од личниот доход плаќаме здравствено осигурување, така да имаме право да се лекуваме во здравствените установи од јавен карактер. Но народот едноставно беше препуштен сам на себе и заради тоа една од причините за луѓето кои што не сакаат да се упатуваат за одредени здравствени проблеми, да не речам и овие со малигномите, беа од стравот дека можеби шетајки се по клиниките ќе добијат ковид болест. И сега, што во суштина е потребно да се направи за да може здравствениот систем да функционира, покрај ова што го кажав? Многу е битно вие секогаш да имате во самиот старт протоколи за лекување на пациентите. Протоколите мора да бидат на целата територија на државата идентични, затоа што сите ние заслужуваме, без разлика каде ќе одиме, да имаме адекватен здравствен третман. А тоа значи дека протоколи мора да има примарното здравство, секундарното и терцијерното здравство. Ако вие на територијата на Република Македонија имате 4 клинички центри, кажете ми зошто мора за одредена патологија, ако веќе сте направиле мапирање и знаете секој клинички центар со што располага, со каков кадар располага, со каква апаратура располага, а вие како држава сте задолжени да му обезбедите соодветни лекови за да може да ги лекува пациентите. Тогаш нема потреба пациентите од Тетово, од Штип, од Битола да доаѓаат во клинички центар Скопје. Така да, генерално, јас сметам дека пропустите што се направени на самиот почеток влијаат и текако на останатите пациенти, посебно на малигномите. Очекувам во наредниот период да излеземе со статистика, која што очито веќе можеби ја имате и вие, дека драстично е зголемен бројот на овие пациенти само заради неможност да си побараат по време диагностика, преглед, па и третман, ран третман. Ако може да се надоврзам, значи на говорот на професорка, самата Европа во Europe Beating Cancer Plan кажува дека токму ковидот предизвика застој на диагностичките процедури во Европа и во светот и дури до 40% ќе има, се очекува зголемување на инциденцата на новозаболени од сите видови малигноми, токму поради неможноста да отидат навреме на преглед или пак за следење исто така на болеста, значи голем број од нив имаат да кажеме запоставена диагноза затоа што не можеле да се јават навреме на преглед. Не бегаме и ние од тука, токму еве на Светскиот ден за борба против ракот на 4 имавме и неколку изјави, значи од докторите, од директорите на клиниките и од Министерството дека веќе се приметува намалена инциденцата, тоа не е случај. Значи ние не требаме да се плашиме од зголемена инциденца, особено во рак стадиум, така, доколку ги едуцираме луѓето. Меѓутоа треба да се плашиме од морталитет, од доцна инциденца кај луѓето, значи од доцен стадиум кај луѓето. Она што е проблем е што сите овие случаи очекуваме веќе во 2022 да се јават во доцен стадиум, каде што лекувањето е доста покритично, потешко, па дури и неизвестно. Зборуваме за малигни болести. Така да и ракот на грлото на матката, иако имавме тенденција веќе во 2019 година, знаете, спомнавте и вие на регионалниот состанок, сега, бидејќи обично и јануари се одбележува, има одличен еден регионален состанок на кој што беа презентирани многу, да кажем, и трудови, и стратегии и што е она што е сработено. Македонија имаше, веќе се забележа намалување покрај вакцината и покрај сите овие превентивни програми и намалување на инциденцата. Меѓутоа, ковидот ги поремети сите оние работи. Сметам дека не смееме веќе да се задржуваме и да ни биде причина ковидот и изговор дека нешто не ни функционира. Туку напротив, мислам дека и ние, како и сите, ете и од страна на докторите, од страна на нас како организации, нели невладини кои што се бавиме со оваа тема, треба да изнајдеме
начини, практики од европските, од светските држави, како и на кој начин најдобро да се надминат, како што испомна докторката, значи веќе да се има убрзан еден начин на скрининг програми и тоа да може, за да може онаа дупка што постои овие 2 години некако да се покрие. Нали, да, таа мислам да дискусија апсолутно беше споменато, нали, од здравствените власти генерално на светско ниво, зборам, па и од Светска здравствена организација генерално, дека да, поради тоа целокупно пренасочување кон борбата со ковид се запоставија еден куп заболувања, меѓу кои и малигните болести. Да не спомнуваме, сега се очекува нека втора пандемија би било пандемија со карцином. На малигни заболувања, тоа се очекува веќе. Кардиоваскуларните заболувања да не ги спомнувам. Значи исто така, например, се очекува огромен скок тука на таа инциденција на такви заболувања, али еве конкретно по темата малигни болести, значи апсолутно тоа е за секаде очекување, вклучително и кај нас. Да, апсолутно треба да се преземат мерки, стратегија да се има, да има државата стратегија, што сега. Затоа што еве полека се надевам дека конечно бројките ќе паднат и кај нас вклучително, како што е веројатно тенденцијата и во Европа па и во светот. Меѓутоа нешто треба да се знае сега што понатаму. Што се овие болести? Да, точно постои тенденција на пораст на малигни болести. И вклучително и во секојдневната работа и пракса. Оние пациентки кои што доаѓаат на прелет, оние пациентки кои што еве се, ајде да кажам така, не се осмелуваат, меѓутоа ете на крајот кога болеста веќе ќе дојде во некоја ситуација каде што нема бегање, па ќе дојдат сега на преглед. Се очекува тој пораст да биде. Посебно сега, сакам да кажам, како полека, како што ќе стигнува пандемијата, како што ќе почнат пациентите можеби да се ослободуваат луѓето да доаѓаат на прегледи, се очекува да практично тука имаме навистина пораст на малигните болести. Веќе ќе ги знаеме бројките покачување за жал. Не така како она што би требало исто така да се направи како во склоп на таа стратегија, нешто што имало некаква форма, па нема, па сега се прави тенденција повторно да проработи, се вика нешто што постои секаде во свет, регистар за карцином. Нешто што еве има тенденција тоа да се дека работна група беше формирана уште пред 4 години, почнаме се направи бефјасно тоа, се почна мој термин. Словенечки модел беше зеден како главен модел, дојдоа од Словенија луѓе, беа луѓе таму во Словенија и тоа се направи концепт, да тоа фантастично вака гледа и треба да почне да функционира и веќе мислам дека пуштено по клиниките луѓе да почнат да се регистрираат. За да имаме ние точна и прецизна бројка, без точни и прецизни бројки статистика не може ни една држава да креира никакви стратегии. Значи, ако вие немате со бројка на што да се фатите и на основа на таа бројка да градите вие што треба, што не треба, што чини, што не чини, какви мерки ќе треба да се преземат на основа на бројките, значи се паѓа во вода. Значи, сакам да кажам дека апсолутно треба тоа да се потенцира, се работи нон-стоп секојдневно малтене. Сакам да кажам, тоа е работата и на здравствените работници меѓу другото. Ние имаме некаква статистика, можам да спомнам бројки на оперирани пациентки со карцином на ГАК. Меѓутоа не можам да зборам на ниво на држава, имате и приватни болници, значи се опфатно како бројка за да можам да извадам некаква државна статистика. Нешто што е клучно во борбата со карциномите. Многу често се зборуваше дека немаме средства ние како држава, ние точно знаеме со кој е финансискиот наш буџет и колку проценти од тој буџет иде за малигни заболувања. Тоа веќе го говориме уште од 2015 година. Она кое што е до сега еве цело време го говориме, а никако да се спроведе, да се имплементира во нашиот здравствен систем и токму имплементирање на една целосна национална стратегија или национален контролен план, односно национална стратегија за контрола на ракот, која што ќе ги опфати сите тие сегменти. Не се работи тука само за превенција, не се работи само за третман, тука се работи за фоллоуап, за палиативна нега, затоа што знаете како викаат, која е најдобра превенција? Најдобра превенција е никогаш да не добиеш никаков рак, така? Меѓутоа тоа за жал не можеш да влијаеш освен на ракот на грло на матка или на колоректалниот, да кажем, во некој предракови стадиум.
Меѓутоа, за да можеме да имплементираме една таква стратегија, треба да имаме точни податоци. Токму и Националниот регистар за малигни болести точно ќе ни каже зошто е толку битно, зашто се толку битни овие две, да кажам, два акти, што би требало да ги имаме ние како држава. Затоа што од една страна регистарот ќе ти каже точно колку финансиски средства се потребни за превенција, за диагностика, за следење на болеста, тоа е едната страна. Другата страна е, нели све немаме ние лекови, некогаш немаме лекови. Да знаеме со кои лекови располагаме, да се направи точно финансиска конструкција, кои лекови ги имаме, кои ги немаме, а не да чекаме еве позитивната листа, колку време ние ја збориме и никако да се промени позитивна листа. Од кога ние со борка започнахме пред 15 години, до сега над 100 нови молекули се измислени. Па по две молекули да стававме секоја година на позитивна листа, немаше да имаме толкова дупка. И токму затоа, менувајќи ве еден куп министри, се зборувам од страна на пациентско здружение, затоа што ние се грижиме за сите пациенти и едноставно соработуваме и со сите влади, со сите доктори, затоа што сите ни се битни во целиот овој севкупен процес. Мултидисциплинарен пристап ние немаме, еве и самите доктори можат да кажат. Затоа што лекувањето не е само диагностика. Значи, постои многу е комплексен самиот начин на лекување на една болест. Болеста не запира кога ќе немаш карцином или кога ќе се оперираш. Што понатака, реинтеграција, ресоциализација на овие луѓе. Значи, тоа е една цела стратегија и токму еве цело време ја гледам и ова е тоа што. Значи, нашата стратегија не е само она која што се залагаме е за ракот на грло на матката, напротив, за сите видови на карциноми, а ние како држава, односно стручните лица ќе кажат кои ни се приоритети кај што реално имаме можности да работиме и да се направат акцијски планови. Мислам еве сега дека во последното и го зборевме на 4 февруари дека се отворени за тоа нешто да се направи, ама секако поддршката ќе видиме. Како да ви кажам, многу работи се збореле, веќе не знаеме ни ние, единствена желба и потик за сите ова да продолжиме да го работиме, иако не некои работи како Сизив ги работиме од почеток секој пат. Се токму пациентите и нивните животи. Тоа не е статистика. Тоа е тоа. Да, апсолутно. Ова е многу важно. Акцијските планови мора да се разработат заради тоа што ние како здравствен систем мора да сме спремни дека следните година, 2 години ќе се соочуваме со наплив на малигни болести. Светот предупредува и дефинитивно тоа ќе се случи и кај нас. Мора да сме свесни дека ракот на грлото на матката не е болест што настанува од денес до утре. Значи, тоа е еден процес. Колку порано го фатиме процесот, тоа подобро. Меѓутоа, овие месеци па и години што ги изгубивме, само се надодаваат и ние во следните месеци, односно години, се повеќе и повеќе ќе регистрираме случаи кои што за жал ни се дел од пропуштените случаи во овие изминати месеци. Затоа треба како систем да бидеме спремни на напливот на ново диагностицирани случаи во понапреднати стадиуми и да не зборуваме само за превенцијата и диагнозата, да зборуваме и за лекувањето, па и за следењето на овие пациентки кои што за жал се почесто ќе ги гледаме. Превенцијата, конкретно во цервикалниот карцином, зашто се става акцент на превенцијата? Затоа што е превентибилна болест. Нешто што можете со обичен преглед да го докажете и да го фатите на време. Точно е тоа, значи 10 години ви треба да се развие карцином. 10 години. Значи од моментот на ХПВ инфицирање, не знам, таа станала, треба да стане хронична инфекција, па да предизвика некакви промени, па тие промени имаат своја еволуција, не знам, од преку тие цинови, еве да ги спомнеме за цела популација, цин 1, цин 2, цеа инситу, па инвазивен, значи тоа е временски период огромен во кој што вие таа пациентка сте ја пропуштиле на некој начин. Не дошла на преглед, не била повикана, не знаела дека треба да дојде на преглед. Мора да разбереме дека мора да се работи со луѓето. Ние сме малце конзервативно општество, некогаш треба да се допре до луѓето, да им се објасни, да се каже дека тоа нема ништо страшно, дека на преглед на гинеколог не се оди само за да се породи. И еден куп пациентки ги сретнуваме во амбуланти, јас зошто не сте дошли со години, па немам зошто, не ми е ништо. Сакам да кажам дека на лекар се иде не само кога си болен, него меѓу другото се оди за да се превенираат некои состојби,
Тука е акцентот, апсолутно не треба да се забораат бројката на пациенти кои што се со инвазивни карциноми. Да, ги сретнуваме се повеќе и повеќе. За жал. Значи со такви во напреднати стадиуми кога хирушки гледано многу малку да речем ич не може да се направи. А после тоа продолжуваат на радио, хемотерапии и така натака и така натака и тоа е знаете како значи тоа се работи за жени, ама жени не како ги земите како жена како тоа се мајки. Страдаат цели семејства. Значи не е трагедијата на тој еден човек е најголема за него, меѓутоа страда семејството. Пошто се мајки, сестри, жени, нечи сопруги, значи тоа се нашите жени. Жените на оваа држава, разбирате, значи треба да се допре до нив. Жената е болна, целото семејство е болно, ма така е. А тоа е така и со ракот. Тоа секако, да, апсолутно. Финансите за превенција се секогаш минимални во споредба за жал, со она што согласувам, следи. апсолутно, да. За секоја една болест. Еднаш годишно дури, Да. значи јас знам дека живееме во општество каде што навистина кубуриме и со средства и со плати и со финансиски аспект. Меѓутоа на 2 години еднаш мора да се дозволи, значи и државата мора да возможи дали е тоа мамографски ехо преглед, па дури и жените да отидат на еднаш или на 2 години, зависи. Значи сепак тоа постоја, докторите можете подобро да стадиуми на кој начин и после колку години се прави тој скрининг. Значи една жена, ние кога се повикуваат жените, се менуваат сега на 3, значи таргетирано е, нели, групите старосни се така. Се различни. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние зборуваме, се најдовме 2020 година и 2021 година да сакаме да зборуваме за превенција и да апелираме жените да одат на преглед, а каде да отидат кога им беа затворени и неовозможени, значи голем број на прегледи. Тука мора да постои да се направи некаква релокација, да се и на ресурсите и на сите потребни диагностички процедури, секако децентрализација на лекувањето, значи она е кое што ние алудираме, меѓутоа пак на крајот сето тоа би требало да содржи една национална стратегија за контрола на ракот. Значи од самиот почеток до крајот на следење на болеста точно ќе се знае за која болест конкретно кои чекори ние ќе ги преземеме. Да, пошто апропо диагнозата, знаете како кога пациентот ќе се соочи со таа работа, кога ќе биде диагностициран карцином, таа диагноза ја носи цел живот. Точно. Значи, од ќе се оперира и хемотерапија, и радиотерапија, ќе поминат и 4, 5 години, 10 години, тој пациент е заведен по диагноза С, она што нели во медицината се означува како карцином. И он таа диагноза ја носи со себе, сакам да кажам да будем погрешно разбран. Значи, сакам да кажам дека борбата не прекинува, тоа е у суштина целата работа. Затоа што да, по тие статистики, според анализи се прават, обично до 5 годишен период се следи одредена болест, не прекинува, не завршува, меѓутоа се смета дека ако не се појави тој рецидив, да речеме, на болеста, дека е начелно излечен. Имаме случаи дека може да се рецидивираат и после тоа. Како не? Одредени болести, апсолутно. После 16 години, после 19 години, еве кај нас координаторките се појавува повторно, значи не е дека не завршува таа борба, треба нон-стоп, значи тоа следење на пациентите, евидентирање, регистрирање на тие пациенти, да ги знаете кои се, како се, да го едноставно се стават во колосек, да не се дозволи да лутаат во системот. Тоа е во суштина најстрашното, мислам, со кој ќе се соочат пациентите со таква болест, да се доведуваат некојаш за жал во ситуација да лутаат во системот. Кај да се снима, што да се снима, кај да се лечи, како да се лечи. Долго време се чека за диагностика. Некој се чека, навистина. Сме ги пропуштени, како да ви кажам. Значи тоа е проблем. Многу голем број жени приватност, значи баш буквално се како ние бевме од една страна и малку кивни како може приватните, нели, здравствени установи да се организираат, а да не може јавните здравствени установи да се организираат, каде што имаме и повеќе доктори. Значи, нормално и дека жените се бунат, мислам, тоа е еден од проблемите. А да не зборуваме па од другата страна, во стратегијата треба да биде и достапност на новите терапии. И тоа континуирана достапност, не само во посебен буџет како што имаме. Значи, ние
Ние, зборам, ние од оваа страна на пациентите сме благодарни да имаме 30 нови ампули и имунотерапија и сето тоа, меѓутоа до кога? Така, мораме тоа системски да го решиме. И секоја година се повеќе и повеќе. Не е само, вие рековте, тоа се работи за една мајка, за едно семејство. Меѓутоа, се работи, значи, ракот како болест не е болест само на индивидуата. На целото општество. Ние треба да бидеме свесни за тоа. Дека постојат и дека тие луѓе се дел од нас. И да им се овозможи максимално добар пристап и квалитетен живот. Меѓу другото, да. Секако, затоа што тие луѓе, доколку се успешно излечени на време, таа истата жена може да се врати во системот и да придонесува. Ме разбира, значи тоа е една алка која што ние ја забораваме, зборуваме за финансии, еве финансиската проекција. Да, импактот, тоа е тоа, значи генералниот импакт и во општеството, да, секако. Ви благодарам. Од ова што денес можевме да го слушнеме од нашите говорници, евидентно е колку е важна оваа тема, колку е важно се почесто да се говори нели на оваа тема. И не само заради тоа што жената треба да се освести, треба да се освести општеството, треба да се освестат институциите за да можеме нели да придонесеме, како што кажавте, да се врати назад во општеството и во институциите и да може да придонесува таа жена за да нели имаме подобрување и на финансиите и така натаму и така натаму. Би сакала навистина да ви се заблагодарам за денешното учество на оваа трибина и да истакнам дека советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија ќе продолжи со вакви трибини кои што ќе бидат од интерес на граѓаните. И да подсетам дека во среда на 2 март од 16 до 18 часот е првиот отворен ден во просториите на Советот на град Скопје, со што нели ќе дадеме придонес и со нови идеи, со нови предлози за повторно вакви актуелни теми. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.